Добар ден, драги пријатели, и добродојдовте во уште една рубрика Прашања и одговори со Јосиф. Минатата среда не се видовме, затоа денес ќе се задржам пола саат пред камера. Се шалам, ќе бидам и денеска краток, јасен и концизен. Во принцип, за сите оние кои што можеби прв пат се среќавате со мене, името ми е Јосиф Дамјанов и овие рубрики и прашањата кои што тука ги обработуваме и на кои што се трудам да ви дадам јасни одговори, највеќе ги правиме на Инстаграм, на социјалните мрежи, може да ги видите моите профили подолу на екраните и практично да го користите и хаштагот #AskJosif на кој што може да ги поставувате прашањата и да ги добивате одговорите или овде во прашања и одговори на Телма, или можеби во приватна порака доколку бара малку по-широка обсервација. Како и да е, за денеска добивме некои 3-14 прашања, но издвоив 5, за кои што сметам дека е многу добро да ги слушне јавноста и да ги обработиме, бидејќи се работи за период во кој што многу од луѓето, сум свесен дека се среќаваат можеби со истите предизвици или истите дилеми како што и овие личности. Следното прашање ни е од Ангелче со точка Тодоров. Дали B12 е неопходен како додаток во исхрана за луѓе што се подолго време вегани? Ангелче, иако B12 е витамин кој што телото можеби го побарува и во најмали количини, е неопходен доколку не се внесува, односно луѓе кои што се вегани, кои што не внесуваат месо и животински продукти, од причина што најмногу го има таму во месото и животинските продукти, и доколку не се внесува во доволни количини може да придонесе за појава на анемија, проблеми со нервниот систем, така да, неопходен и треба луѓе кои што се вегани да го внесуваат. Дефинитивно како додаток во исхрана може да се најде во аптеки и во продавници кои што продаваат суплементација.